Целеруда, Челеринско. Негде 1904 го мобилизиран 23-та година за служба во Грчката армија, во Мал Азија, но не е стигнал. Значи, завршва војната, или Грција поразена. 24-та завршва воен курс, подофицерски чинива. И некаде 26-та се вклучува во ВМРО обединета. Значи во ВМРО, која се обединува 24-та година со Тимајски договор, станува активен член на таа партија. Но негде 27-та таа партија укината. 27 година старана на комунитарната и по наредба на Сталин, тогаш сите тие македонски, да речам, комунисти, левичари преминуваат во комунистичките партии на соседните држави, пред се Грција, Бугарија или Србија, зависно во кој дел македонците се поделени, во тој дел, значи, легват во тие комунистички партии, Андреја Чипов легува во таа грчка комунистичка партија. И тогаш во тој период, некаде 30-тите, 32 година се дозволува прв пат во Грчката, мислам, имало парламентарни избори тие постојано, но овој пат веќе се дозволува и комунистичката партија да настапи. Мислам како социјалистичка, мислам сигурно доволно, но успева да освојат гласови, меѓу кои Андреја Чипов легва како прв пратеник, значи во Грчкиот парламент. Како македонец, значи историјата покажува дека имало македонци во Грчкиот парламент. Кои се декларираат за македонци? Значи не е да речеме славофони или некој друг начин, чисто македонски имало декларација како свест. И е поставен како нешто како спикер на собранието во Грција, нешто како денес што имаме ние во нашето собрание. Но кога се гледат грците што ќе се случува, значи насеќават дека можда утре бројот на пратеници македонски се зголеми во тоа грчко собрание, се решаваат она Метаксова диктатура, на генерал Метакса е пред диктатурата 36 година, во кој овој завршува на еден од тие острови, како македонски елемент, не е потребен за грчката држава, со Втора светска војна слобода. 42 година тргнува за Атина, каде што треба да организира комунистичката партија, бидејќи е претходно и секретар тој комунистичката партија во Грција. Значи висок член на таа партија е заробен од страна на Гестапо, да не го убијат со некакви врски, не знам како, бидејќи има преку ВМРО обединета, успева да биде слободен и со авион е вратен во Софија. 43 година, некаде до 44 година еволегава, 44 влегва во војна дивизија во Левас, во Дак. Со договор од Вркиза кој се распуштат комунистичките движења Евас, тој ја напушта тогашна Грција или Егејска Македонија или во Македонија. Учествува во работата наснов на прво заседание на собрание, бидејќи сепак школован човек имал знаење како собраниските работи се одвиваат и се движат. Од 45 до 50-тите работи во Скопје, некоја администрација, но поради својот македонски став тој е исклучен, веќе пензиониран, 56 или 54 во Битова и 56 година умира целосно заборавен и во голема сиромаштија, значи, од страна на македонската држава. Добро да се каже дека Чипов е еден од првите македонски парламентарци што влегол во собранието во Грција и секретар на комунистичката партија. Значи она денес ги негира македонците истата партија и сите тие левичарски движења како што произлезо Сириза и Ципрас, македонец ги имал формирано како организација. Тоа е накратко што може да се каже за овој човек. Нема многу податоци, значи се јако судно така. Слава му, тоа е све.